Додека бројот на ново заразени и починати прилепчани и понатаму дивее, а расположливите болнички капацитети речиси и да се исполнети, од Прилепската болница уверуваат дека модуларната болница во која ќе можат да се згрижат 35 пациенти во функција ќе била ставена в петок. Според директорката на болницата Кети Смилеска, сите градежни и технички работи биле завршени, вклучително и доводот на кислород, како најважен сегмент за овој објект да биде во ефикасна функција на пациентите кои ќе бидат таму хоспитализирани. Од друга страна, заради секојдневните драматични бројки на новоинфицирани, а особено на починати, прилепчани, иако помалку веќе и навикнати на оваа тековно алармантна состојба, сепак не ја кријат својата вознемиреност, но и паника. Поголемиот дел од нив, вината за овој хаос ја лоцираат во самите себе, односно во собствената недисциплина. Младите се без маски, значи без заштита се. Ова се рачуна нели побрзо ширење, по новиот вид. Вака нема на отворено многу седење, полни маси не. Не се чуваме, не се вардиме, не внимаваме, не почитуваме ни мерки. Опчето кој ќе се замота после тешко се одмотува. Тоа дајте како се шири. Од еден на друг, на трети, дури да се сузбија, тоа малку време треба. А ова работа не е за туку така да се гледа површно. Навистина е сериозно и озбилно. Во гужви никако влегување, по потреба појди, земи нешто што треба и веќе. Јас ја прележав короната и уплашена сум за тие што не ја прележав. Сите да си вода сметка да не се доведа во позиција да биде заразени. Мада не можеме да се дочуваме. Не знаеме од која страна може да не нападни. Во меѓувреме се повеќе умира и чаршијата. Се помалубројните дуќанџии кои се уште не ставиле катинари на своите дуќани, се жалат дека во чаршијата нема луѓе, а прометот им бил безмалку никаков. А додека пак според градоначалникот Илија Јовановски, со ваков драматичен подем на заразата, Прилеп најверојатно ќе бидел и првиот град кој ќе се стекнел со колективен имунитет. Инаку и денеска ковид одделите во Прилепската болница се полни. Според директорката на болницата Кети Смилеска, во моментов хоспитализирани се 116 пациенти. Од нив 93 се на кислородна поддршка, а слободни се 14 кревети. Во дневната болница се лекуваат 118 пациенти. Денеска починале тројца пациенти, со што вкупниот број на починати од почетокот на пандемијата до денес се искачи дури на над 330 лица, со што и понатаму Прилеп останува на неславното прво место од црната ковид скала.